одговорам. Прво и мене ми е задоволство и чест што сум на оваа конвенција во својство на говорник, да речам. Сега, како последен секогаш, нели, повеучано се вели дека голем дел од работите што јас имав намера да ги кажам, се веќе кажани, но без разлика ќе кажам, добро е можеби да се повторат некои сегменти или да се додаде или да додадам некои дообјаснувања можеби во одредени дилеми што беа поставени од другите говорници, но и ќе образложам еден друг аспект што мислам дека денеска не беше спомнат, само Жане го начна, тоа е делот на лобирањето и транспарентноста во лобирањето во Македонија, али во однос на препораките на Греко. Инаку, Благоја спомна за системот на интегритет, односно на националниот систем на интегритет и колку е важна тој аспект на интегритет на институциите. Јас само ќе се надоврзам на тоа дека и Државната комисија за спречување корупција некаде во 2019-2020 година го развиено и систем на интегритет кој што опфаќа два аспекти, и личен и институционален. Затоа што секогаш треба да се има во предвид дека институционалниот интегритет е всушност олицетворение на луѓето што работат во институциите и тука немаме никаква дилема. Еви последново што се случува со институциите, па и во судството, и во обвинителството, но и во Државната комисија е всушност одраз на личниот интегритет кој што сериозно го нарушува интегритетот понатаму и на институцијата. Беше спомната и казнивоста, мислечни од Благоја, колку е таа важна во целокупниот систем на борба против корупцијата, не само од репресивен, туку и од превентивен аспект. Јас може да кажам дека Државната комисија меѓу другото изготвува иницијативи за кривично гонење кои што ги доставува до обвинителството. Меѓутоа, со една забелешка дека сепак обвинителството веќе отвори, ако не се лажам, 3 постапки по наши иницијативи во периодот меѓу 2019-2024, но тука мора уште еднаш да се има еден друг аспект во предвид. Дали обвинителството чека тие функционери, пошто нашите иницијативи беа против актуелни функционери, дали можеби свесно чека да тие функционери заминат од власт, па да потоа отвори предмети и по иницијативите на Државната комисија, што ако е тоа така, како дилема, наметна уште едно размислување дека навистина јавното обвинителство е под сериозен притисок на извршната пресија власт и на политиката. Кога се однесува до Греко препораките, тука мора да се напомени исто така дека тие одат рака под рака со препораките на Европската комисија. Оно што ќе биде утврдено од Греко, тоа е тело на Советот на Европа, како препорака често се користи и во извештаите за напредокот на земјите од страна на Европската комисија, меѓутоа и во оние rule of law репорти што се однесуваат за земјите што веќе се членки на Европската унија. Професорот Деблос исто така спомна кога се разгледува корупцијата, дали треба да се има во предвид приватниот сектор, улогата на приватниот сектор и точно она што беше кажано од Виктор, ми се чини дека за танго се потребни 20 или за љубов се потребни 20, особено ако е таа љубов скриена, нели? И тоа е најтешко да се открие, бидејќи и тој што корумпира, и корумпираниот се обидуваат да се заштитат и тоа да не дојде до лицето на правдата. Скриена љубов, апсолутно. Но, сепак, препораките на Греко и на Европската комисија во прогрес репортите се однесуваат кон јавната администрација, односно кон јавниот сектор. Дефинитивно, бидејќи на тој начин, со тие препораки, доколку бидат имплементирани во праксата, се стеснуваат ризиците за можност од корупција. Со самото санкционирање исто така се влијае на мој превентивен аспект на делување, и на тоа се намалуваат, како што кажав, ризиците дека ќе се осудат на одреден начин или ќе се впуштат во коруптивни дејанија работените од јавниот сектор, она што беше и претходно изложено од еден говорниците, дека самите службени лица треба да се плашат од законите дека тие ќе бидат одговорни доколку бидат фатени, а не да бидат под влијание на евентуално на извршната власт или по некои други мокници.
И конечно Жане го спомна и аспектот на лобирање, јас малци на тоа ќе се осврнам во делот на препораките на Греко. Инаку транспарентноста како тема, иако ги опфаќа јавните набавки генерално во денешниот конференција, сепак би рекол дека тоа е само еден сегмент. Јас направив едно обично пребарување, најобично што може, на последниот извештај на Европската комисија за напредокот на Македонија, со срч, ќе напишете зборот транспарентност и ќе видите дека во сите 6 кластери и над 30 колку поглавја, нема поглавје каде што не се споменува потребата од зголемување на транспарентноста во било која област од општественото живење. Значи, сите препораки се во насока дека мора што повеќе државата да работи на закнување на процесите и на транспарентноста во работењето. Инаку, кога веќе го спомнав Греко, за прв пат темата на транспарентност беше спомната во третиот круг на евалуација, инаку поточно во темата транспарентност на финансирањето на политичките партии. Уште тогаш беше кажано дека во 2010 година беше усвоен извештајот за Македонија и во препораките беше укажано дека постои голема нетранспарентност и во финансирањето на политичките партии, но и во финансирањето на изборните кампањи, со тоа што и сите измени што се прават во избирачкиот законник секогаш се прават непосредно пред изборите или во скратени некои постапки во кои што е исклучена јавноста и експертската фела. Значи, тоа е донесено во 2010 година, извештај од нас престана нашата евалуација во 2014, меѓутоа, еве, веќе 15 години после тоа, ние го имаме истиот проблем. Се уште ОПСЕ, ОДИХР и во последниот извештај од 2024 година укажува дека постои голема нетранспарентност во измените во изборниот законник, но и во носењето на разни правила и на игра во делот на изборите, особено во делот на финансирањето на изборната кампања и платеното политичко рекламирање. Во рамките на проект со АјФЕС, ние бевме во собранието со цел дали ќе се направат некои навремени измени во делот на финансирањето на политичко, односно на платеното политичко рекламирање, ни беше кажано дека не, таква намера се нема, бидејќи очигледно е дека ваквата нетранспарентност, би рекол, и нејасноти во делот на финансирањето, сива една зона одговара на двете политички партии и од позиција и од опозиција, така да за некои работи ти одат рака под рака. Во делот на судството исто беше кажано, уште тој извештај во 2010 година, а и подоцна во извештајот од 2000 во четвртиот круг, дека во делот на правосудството и во делот на работењето на судскиот совет има потреба од зголемување на транспарентноста при носењето на одлуките, нешто што и ден денес е се уште актуелно. Исто се однесува и за јавното обвинителство, да не ги цитирам наводите од Греко, значи продолжува онаа нетранспарентност во работењето, а да не збориме и за другите аспекти на можеби прикриена или објективно, би рекол, корумпираност во работењето и кај судиите и во обвинителството. Кога се говори, кога би го спомнал сега извршната власт, значи тоа е веќе навлегуваме во петиот круг на евалуација на Греко, исто така има одредени препораки во делот на транспарентноста на извршната власт, кои што на одреден начин се детектирани, односно се адресирани од страна на владата. Меѓутоа, сепак ќе кажам, овие препораки во делот на транспарентноста не се некои суштински препораки, како што, да речеме, имаше во другите области, што не се однесуваат на транспарентноста. Сепак, треба препораки на Греко да се наблюдуваат од еден холистички, би рекол, аспект. Тие се еден начин вовет или ветер во грбот, пред се на извршната власт, да тие препораки ги прошири во другите сегменти. Не мора да се стрикно насочени само на тоа што се препорачува. Еве за пример. Да речеме, беше препорачано оние така наречени надворешни советници на премиерот, кои што нели во сите досегашни влади ги имало, но никогаш не сме ги знаеле како такви, да бидат јавно објавени на веб страницата на владата. Имаше забелешки за последната влада, сегашна актуелна влада, дека премиерот не долго време не ги објавуваше во јавноста кои се тие надворешни соработници, 17 и некои се наброи, и колкав е нивниот надомест,
Конечно за биде еве исполнета и таа препорака од Греко, значи објавени се имињата, меѓутоа она што сепак е за една забелешка, надоместо кога што тие го примаат не се објавува на веб страницата на владата, туку треба да одите во друг портал, тој е отворени финанси, таму по име и презиме па да ги барате кои се тие лица и колкав е нивниот надомест. Че на еден начин, иако одредени препораки се навиду многу лесно за имплементирање, стварно се постава прашањето зашто властите, генерално и сегашната и претходните, толку тешко имплементираат одредени препораки на Греко. Во делот на лобирањето, тоа исто беше опфатено и во четвртиот круг во однос на собранието, во однос на препораките, и во петиот круг во однос на владата. Во однос на собранието, препораките беа дека мора, а тогаш веќе постоеше законот за лобирање, донесен 2008 година, кој што патем не покажа никакви резултати, имаше само еден регистриран лобист, за да конечно во 2021 година биде донесен нов закон за лобирање, но малку подоцна за него. Собранието што требаше да направи е да донесе некои си правила, внатрешни правила на собранието за интеракција со лицата што сакаат да влијаат на процесот на донесување на закони. Со години тоа не беше направено, се до пред една година, во 2024 година, дури со новиот закон за лобирање, кога собранието конечно донесе еден внатрешен акт со кој што го регулира овој однос помеѓу лобистите и пратениците. Но, тој внатрешен акт предвидува дека секоја средба што ќе биде во собранието одржана, со намера да се лобира кај пратениците, да биде јавно објавена на веб страницата на собранието. Јас се обидов да најдам таква информација, нема да се најде, верувате ме, никаде на веб страницата на собранието, што сега вака да решам малце и цинично, значи дека ние сме единствено собрание во светот кај што нема лобирање, бидејќи нема таква информација. А тоа е предвидено и со препораката на Греко, која што начелно е имплементирана страна и на собранието. Во однос на владата, исто имаше препорака да сите лица што доаѓаат на состаноци или на владини седници или на неформални состаноци, исто нивните имиња и презимиња и темата на дискусија и копија од записниците биде објавена на сајтот на владата. Таков сајт постои на владата, меѓутоа самата влада вика дека во одговорот кон Греко дека тие ги објавуваат сите средби на премиерот, на министрите, на замениците министри и така натаму, без да се прави селекција дали се тие за лобирање или не. Меѓутоа, и владата го има подпишано и го има донесено тој внатрешен акт, каде што стрикно исто се наведа дека доколку се работи за лобирање, мора да биде тоа посебно назначено. Нити на владата, значи, не може се најде било каква информација дека некој некогаш дошол да лобира за било што во владата. Така да, иако Греко ја прифати и оваа информација на владата дека, кажам формално, барем не де јуре, тоа треба да се објавува на владата и со тоа постапката по оваа препорака е запрена, де факто тоа не се спроведува. Што значи сега, Греко за жал нема механизми да оди наназад, како што знам јас е со следните преговори кога ќе почнеме со Европската Унија за членство, каде што постои онаа опција на враќање назад доколку одредена препорака во одредена фаза биде остварена, меѓутоа потоа се увиди дека не се имплементира во практиката, ќе бидеме вратени чекор назад. Греко тој механизам за жал го нема, таа препорака е остварена и владата сега си ги остварува, претпоставам, тие средби со лобисти, меѓутоа никогаш за нив и не информира. Така да начелно тоа се некои препораки Греко кои што се во насока на зголемување на транспарентноста, но сепак јас би го завршил моето излагање со една констатација што беше потврдена и од другите овде учесници, дека ние во суштина во моментов се наоѓаме во ситуација на една системска корупција на сите нивоа, тоа го покажа за жал и последното случување што сите го велиме трагедија во Кочани. Понатаму во кривично правна би рекол рецесија, ние немаме се уште владење на правото, и трето би рекол една морална инсуфициенција. Ние немаме морална одговорност кај нашите политичари дефинитивно, а тоа се потврдува и ова што се случи за жал и последна една состојба исто од Државната комисија за спречување корупција. Јас се благодарам за вниманието
и доколку имате прашања за греко или за било што, ви стојам на